Site sme isti според тоа што сме човечни, но различни во своите соништа, определувања, желби, потреби, условите во кои живееме и патиштата по кои одиме. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој и коуч под супервизија по програмата ОЛИ, а вие сте во новото видео Сите сме исти, а различни сепак. Сакам малку да поразговараме за фразата сите сме исти, во која што јас верувам затоа што си имам дадено некое свое значење и сакам да го споделам со вас, затоа што знам дека многу често кога ќе го споменам тоа дека сите сме исти, тоа предизвикува најразлични реакции, односно луѓето реагираат врз основа на тоа дека ги немаме сите истите привилегии, истите животни услови, материјалната состојба, местото, функцијата во општеството на која се наоѓаме, немаме исти приказни и тоа не прави различни и јас сосем се согласувам со тоа и токму затоа сакам да ги набројам оние работи кои не прават исти и оние кои не прават различни со цел подобро да можеме да се разбереме најпрвен себе си, а потоа другите, да имаме подобра комуникација, подобри меѓусебни односи, што всушност е мојата цел на целиот овој канал, на сите видеа што ги снимам и на се што работам. Подобро да се разбереме себе си, за да можеме подобро да ги разбереме и другите и да имаме подобра комуникација и подобри односи. Кога велам дека сме сите исти, тука мислам на тоа дека сме сите луѓе. Имаме во себе особини кои не прават да сме исти или многу слични едни на други, односно она што не определува како луѓе, она што е човечко и човечно. И овде генерално, како и во сите видеа, зборувам за здрави, зрели личности кои што умеат да се носат со себе, со предизвиците во животот, кои сакаат да работат на својот личен раст и развој, кои сакаат да остваруваат подобри односи со другите луѓе, кои сакаат да вршат промени, кои сакаат да преземат одговорност. Тоа ги прави да бидат исти или многу слични, нивните желби, нивните потреби, она кон што се стремат во животот. Меѓутоа, она што е базата, биологијата која што не прави исти, физичката наша конституција, она што сме како човечки суштества, потоа нашите потреби. И тука не мислам само на примарните потреби, туку на оние секундарните и терцијалните, за оние потреби за кои можеби не зборуваме често, а ги имаме сите, да бидеме сакани, да бидеме прифатени, да бидеме вреднувани, да се чувствуваме своји на своето, да може да живееме колку што е можно подобро, поквалитетен, полесен живот, да се чувствуваме реализирани, да имаме убави односи, љубовни односи, пријателски односи, убави односи во рамките на своето семејство, со своите родители, со своите деца, да бидеме среќни и задоволни на работното место, да оствариме нешто, да искреираме нешто во овој живот, да оставиме нешто зад себе, да оставиме некоја трага. Можете да размислуваме, можете да ги анализираме своите мисли, но и можете да чувствуваме најразлични емоции од широкиот спектар на емоции. И сето тоа не прави да сме исти. Сите ја чувствуваме тагата, сакале да си признаеме себе си или не. И горе-долу сите изразуваме на ист начин или барем на неколку познати начини. Или сме тажни и плачеме, или сме тажни и споделуваме со некој, или сме тажни па се повлекуваме, се затвараме во себе, додека не истагуваме, бараме помош и поддршка во целиот тој процес. Исто ја чувствуваме среќата, радоста, и исто ја изразуваме. Таа се гледа од нашите лица, од нашите насмевки, од она што го зборуваме, од држењето на нашето тело, тоа како се однесуваме. Колку и да ги потиснуваме и да ги криеме нашите чувства, тие се читаат и многу ретко може да се сокријат. И тоа најчесто е краткотрајно, затоа што ако во подолг период го правиме, тогаш си правиме штета на себе си. И пак, во некоја форма, во некоја верзија, на некој начин или во некоја ситуација во која воопшто не сме очекувале, тие ќе излезат на површината, затоа што тоа е природно, нормално, човечки. Ние сме сите исти, според потребите што ги имаме, според чувствата кои ги чувствуваме, според нашите желби, според она што го носиме во себе. И тоа е многу битно,
за да можеме да се разбереме себе си пред се, да се соочиме со тоа, да си признаеме, да прифатиме дека и ние во себе имаме се што гледаме во другите, само што кај некој е нешто помалку изразено, кај некој повеќе изразено, некој работи свесно на тоа за да промени она што не му служи него или на другите, на блиските, на светот, да го развие она што е добро, она што е позитивно, она што може да му служи, да му го олесни животот. Некои луѓе многу длабоко навлегле во тоа, некои луѓе многу подолго работат на тоа. Некои мислат дека нема потреба од тоа, некои мислат дека не можат. Некои не знаат, не се ни свесни дека не знаат, некои знаат дека не знаат, ама се срама да го кажат тоа. И сето тоа е во ред, затоа што сите ние поминуваме ни сите тие фази ни животот. Сите ние имаме многу слични искуства во кои што чувстваме многу слични емоции. Ја споменав тагата, меѓутоа тука и срамот, и зависта, и лутината, и гневот, и бесот. Сите ние можеме исто така да избереме да ги чувствуваме и тие другите позитивните емоции. Сите ние можеме да избереме како ќе реагираме во одредени ситуации, помалку или повеќе, или зависно од искуствата кои што ги имаме. Сите ние грешиме, сите ние имаме своји заблуди, сите ние се чувствуваме понекогаш неуспешни, слаби. И се е тоа во ред. И се е тоа човечки, јас тоа многу пати сум го кажала. Ни животот во различни периоди, на различни нивоа и во различни степени ќе чувствуваме и ќе искусуваме исти искуства, ќе се чувствуваме и прифатени, и отфрлени, и сакани, и несакани, и осамени, и многу важни, и многу исполнети, среќни и задоволни, и обратно, неисполнети, незадоволни, тажни, збунети, сигурни во себе, ќе се чувствуваме како да имаме ниска самодоверба или висока самодоверба. И се она што е меѓу сите овие емоции. Ќе бидеме во потрага по својот баланс, ќе трагаме по тоа да најдеме начини да бидеме среќни, да бидеме задоволни, да бидеме исполнети во животот, дури и кога различни работи не носат кон тоа. Сепак потребата е иста, само што патот по кој одиме, начините на кои тоа го правиме се различни, а тие зависат од нашите искуства, од нашите уверувања, од условите во кои сме биле, сме растеле, сме се развивале, сме учеле и од условите во кои денес сме. И тоа не прави исти и истовремено толку различни. И тоа е во ред, затоа што овој свет е шаренолик, затоа што овој свет е составен од различности, меѓутоа базата, суштината, ние на сите иста. И ако тоа го сватиме, и ако тоа го прифатиме, и ако секој човечко суштество се обидеме прво да го погледнеме како човечко суштество, кое што, како некој кој што има потреби, има желби, има соништа, кој што има некакви знања, искуства, колку што изживеал, колку што можел, колку што успеал, колку што се потрудил, тогаш ќе можеме полесно да го разбереме. Тогаш помалку ќе критикуваме, помалку ќе се осудуваме, помалку ќе се оддалечуваме едни од други. На крајот на краиштата може би звучи како клише, меѓутоа сите правиме најдобро што знаеме. Сите тргнуваме од потребата за нешто, само што бараме различни начини да задоволиме таа потреба. Некогаш сами себе си нема да можеме да се разбереме, сами себе си ќе се чудиме за некои своји постапки, за некои своји идеи, за некои своји заблуди. Ќе се прашуваме како можев да го направам тоа, како можев да не го знам тоа, како можев толку да сгрешам, како можев да бидам во толкова голема заблуда. И тоа е во ред, тоа се искуства, тоа се лекции, така се учи, така се оди напред, така се расте, се развива. Може би сме имале различни искуства, различни животни услови, различни можности, различни привилегии и тоа не значи дека ние сме подобри од другите, тоа не значи дека ние сме поголеми, поважни, повредни. Тоа не прави различни. Меѓутоа, тоа не треба да не одделува, тоа не треба да не оддалечува. Можеме, ако сме ние тие кои имаме повеќе знања, повеќе искуства, повеќе животни мудрости, да ги гледаме другите на различни страни, во различни ситуации, со различни можности. И
тоа во едно широко поле во кое што сите ние заеднички придонесуваме. Ние сите заедно сме дел од еден општествен систем, од еден колектив, од една заедница, од еден систем, од едно семејство. И сите сме подеднакво важни, затоа што сите придонесуваме и сите имаме некоја улога во тоа, дури кога не сме свесни за тоа. И со менувањето на нечија улога и со излегувањето на еден член од тој систем, од таа заедница, работите се менуваат, иако тоа не е секогаш очигледно. И на тој начин ние имаме своја важност, своја вредност, дури кога не сме свесни за тоа. И сите ние си ја вршиме својата работа, си играме својата улога, и тоа не прави исти, и тоа не прави вредни, и тоа не прави дел од нешто што е поголемо од нас, во кое што сите заедно придонесуваме и кои што заеднички менуваме за да биде подобро, за да имаме поквалитетно живење, не само ние како поединци, туку и целокупната заедница. И сето ова, според мене, е многу битно да го разбереме, за да имаме поубав, полесен, поквалитетен живот, подобри односи со другите луѓе, да имаме подобра комуникација и повеќе да се почитуваме, разбираме и вреднуваме едни со други. На тој начин и животот ќе ни биде полесен, поедноставен, поубав и нас како поединци, меѓутоа и на заедницата и на колективот. Може би звучи идеалистички, може би звучи утописки, може би некој од вас смета дека тоа никогаш нема да биде, никогаш нема да се случи. Но дури да е така, ајде да почнеме ние од себе си и да го направиме тоа во нашите микрозаедници. А се друго ќе биде како што ќе биде. Да создадеме ние мали заедници, мали светови, ние да ги гледаме луѓето како исти и еднакво вредни, со почит, љубов и разбирање, па да дадеме пример на другите. Јас ви благодарам многу, ви благодарам за вниманието. Ако ви се допаѓа видеото, ставете лайк, стиснете subscribe или стиснете го звончето, приклучете се на каналот. Се гледаме во следното видео со некоја нова тема. До тогаш, се на љубов.